Аника Берлин користи бионичка рака. Таа ја контролира раката преку електроди на кожата на незината подлактица. Го допирам крајот на раката на оваа страна за да ја затворам, а потоа го допирам мускулот овде за да ја отворам раката. Бионичката рака е производ на калифорниската фирма Psionic. Основачот Адел Ахтар вели дека технологијата за чувствителност на мускулите постои подолго време, но напредокот во 3D печатењето и технологијата на микроконтролорот го олесни развојот на раката. Роботиката помогна да се направи раката робусна и брза, но Ахтар вели дека највозбудливата карактеристика се сензорите на притисок во прстите, за да им дадат на корисниците повратни информации за допир. Кога ќе зграбчат некој предмет, ќе почувствуваат вибрации на нивната кожа и ќе знаат дека го допреле предметот. Кога ќе опуштат предметот, исто така ќе имаат привид колкав притисок се применувал на објектот. Берлин вели дека повратните информации за допир значи дека кога ќе се земе шолја кафе, повеќе не мора визуелно да го проверува стисокот. Ахтар вели дека следниот чекор е интегрирање на раката директно во коските на корисникот со технологија за имплантација на нерви, која ќе овозможи индивидуална контрола на прстите. Со тоа се надеваме дека за неколку години ќе ги натераме нашите први пациенти повторно да свират пијано. Ако градите робот за да ги правите истите работи како луѓето, тогаш можете да ја користите нашата рака и за роботи. Раката е дел од роботот Valkyrie на НАСА, кој агенцијата се подготвува да го користи во Вселената.